2025 година заврши со траорните сведочења и солзите во судницата во Идризово на мајките кои ги загубија своите чеда во дискотеката, која не требало да работи од првиот ден, а 13 години подоцна во неа згаснаа 63 животи. Судењето почна во ноември со многу прашања и дилеми. Ние родителите на овие убиени деца бараме правдата да има имиње и презимиња. Сите кои што несовесно постапувале, биле алчни, корумпирани, да одговараат по законот. Емотивни сведоштва за изгубени блиски и сомнеж за несовесно лекување одекна и од судењето за онкологија. Во годината што измина заврши уште едно судење што ја потресе нацијата. За убиството на Вања Ѓорчевска и Панче Жежовски. Доживотни добија Палевски и уште тројца обвинети, а ослободителна таткото на Вања. Солзи и гнев ги преплавија судниците во кривичени на судењето за сообраќајките во кои смртно беа прегазени младата Фросина Кулакова и пензионерот Југослав Николовски. Истата судика на Васил Јованов, кој возеше без дозвола под дејство на алкохол и на црвено светло, му пресуди 12 години затвор, а на Фатон Љури, кој без дозвола возеше на пешачка патека, му пресуди 11 години затвор. Лани речиси цела година траеше сагата за разрешувањето на државниот обвинител. Власта го критикуваше и го држеше на тенок мраз, но кога тлото почна да се тресе, Коцевски сам се повлече 1 час пред седницата за негово разрешување. Станува збор за предлог кој не е заснован ниту на закон, ниту на факти, туку представува опасен преседан со далекусежни последици по независноста на јавното обвинителство. Во 2025 многу се зборуваше за закони и реформи, но дел од нив и многу доцнеа. Законот за судски совет беше изгласан во последните денови од годината, откако веќе почна процедурата за избор на 2 нови члена на судски по стари критериуми. Собраницката комисија предложи член на судски да биде кандидат кој работел како советник во тетовската полиција. Долго очекуваните измени на кривичниот законник ги пробија руковите на Уставниот суд, но го фатија последниот воз. Стручната фела со многу забелешки на одредбите, кои требаше да бидат подобри од спорните измени од 2023. Не може да зборувате за борба против корупција и да предложите вакви измени. Значи, тие две работи не одат заедно. Со новите предложени измени, гледам дека се остава простор за нови злоупотреби, се декриминализираат одредени поведенија кои што беа веќе криминализирани. И законите за финансиска автономија на судството останаа за годинава. Лани, премиерот почна со кампања, не за повисоки плати за судиите и обвинителите. Ја повикувам јавноста, нека каже, ако мисли дека треба да ги дуплираме платите на обвинителите и судиите, слободно кажете. Еве, јас ќе донирам мојата плата. За обвинителите, ама нека судат барем и обвинуваат согласно закон, а не како што прават до сега. Се обединија и судиите и му пишаа писмо на премиерот дека е поминал границата на добро однесување со неаргументирана критика. Но извештајот на Европската комисија ги нотираше најавите за робусни акции на премиерот, но и изјавите на други функционери, како реторика што ја подкопува независноста во правосудството. Интерпелациите на 5 члена од судски се забележани како притисок од собранието за оставки. И борбата со корупцијата со слаби резултати, каска, а екс-председателката на антикорупцијска комисија седна во обвинителна клупа. И оваа година почна со многу неодговорени прашања, со гладни за правда и со стари желби за независно судство и успешна борба со корупцијата.